Населбата Црниче. Црниче е скопска населба која се граничи со населбите Кисела Вода и Пржино. Позната е по малите куќи кои се простираат во низиниот горен дел. Исто така во населбата има и современи згради, кои се распослани низ целото мало, како и поранешната куќа на духови на чие место денес е изградена и зграда. Во Црниче живеат повеќе од 300 домаќинства. Местноста Црниче е населена барем уште од доцната антика, од кога датира тврдината Црниче, сместена на ридот Марково крувче на југ. Во денешен облик, населбата постои уште од основањето на општина Кисела Вода, на 28 јуни 1955 кога се основале и населбите Кисела Вода, Пржино и населбата Црниче. За време на основањето на Црниче имало куќи со широки и со големи дворови, вклучувајќи ја и некогашната единствена обседната куќа на духови во Скопје која се наоѓала токму во Црниче. Улица Цетинска 22, спомен куќа и музеј на Народно-ослободителната војна. Во оваа куќа во 1941 година беше организирана работилница за оружје. Куќата е урната, автентично е зачувана визбата која се наоѓа на истото место во зградата на Стопанската банка. Целиот простор е адаптиран во музеј, чија поставка е реализирана пред неговото отварање на 12 ноември 1981. Во првите денови на Априлската војна 1941 Скопската партиска организација собираше оружје, муниција и друг воен материјал. Дел од тоа оружје, како и дел од оружјето што се обезбедуваше од други извори, беше оштетен. Затоа, уште во првите месеци по окупацијата и за време на подготовките за отпор против оружјена борба, во местниот комитет на КПЈ на Скопје се зароди идеја за организирање на илегална работилница за поправање на оружје и за изработка на друг воен материјал. Таа задача партиската организација им ја довери на Роберт Гајдик и Илија Јакимовски. За низиното извршување тие го ангажира електротехничарот Серафим Видовски. Тој имаше соодветна одделна куќа со визба и работилница во дворот. Просторот во визбата беше приспособен за илегална работилница. Во оваа работилница беа изработени повеќе боеви средства и материјали за потребите на борците на Народно-ослободителната војна и за изведување на диверзантски акции. Меѓу првите зафати спаѓаше изработувањето на рачни бомби, на фитил и на бомби на потек. Потоа на пеколни машини, нагазни мини, електрични запалки за активирање на мини, клинци за дупчење на гуми на моторни возила, а се вршеа и поправки на пушки, револвери и на друго оружје. Vечно che